Почитувани граѓани, еве еден предлог до председавачот Велјановски. Ние ќе прифатиме воопшто да не ви сугерираме кога и како да говорите, ако вие не ни сугерирате што и како да читаме. Оти мислам дека тоа е минимум пристојност, заради тоа што за читање на овој деловник дефинитивно не сте особено познат. Сакам уште еднаш да потврдам дека ова што го кажа предходниот говорник само ја потврдува тезата со која што излезе Оливер Спасовски, во која насока продолжи Стефан Богоев. За оние кои се правници, мислам дека ова не би требало дури ни да го објаснуваме, ама гледам дека и тие тоа не го прифаќаат. Членот 78 има два става. И првиот ја кажува генералната интенција на ова собрание, да работи така како што е договорено на почетокот, согласно дневниот ред. Имаме дилеми околу ова? Немаме. И тоа е како собранието вообичаено работи. Но штом во истиот член, пазете, во истиот член, како став 2, е ставена опција со која што се дава можност да се менува распоредот на точките на дневен ред, тоа само покажува дека собранието сега, во моментов, би морало да гласа. И затоа не гледајте, знаете како, со тоа вртење на рацете и правење на невоспитани гестови, раскажувате приказна за себе, не за своите колеги. И продолжете понатаму. Членот 78 не треба да го пишуваме секој пат кога ќе зборуваме, треба да го читаме. Ама на никој овдека не му се чита, изгледа. Не кажува на почетокот на седницата. Погледнете, има 5 члена предходно каде што стои на почетокот на седницата. Овде нема на почетокот на седницата. Нема ни на почетокот на одредена точка на дневен ред. Стои исклучиво, стојат 4 збора. Во текот на седницата. Не стои пред точката. Не стои на почетокот на расправата. Не стои на крајот на расправата. Во тек на седницата. Пишувачот на деловникот, за ваша жал, тој е Велјановски. Значи, никој немаше вклучено од опозицијата кога ова се пишуваше. Ема тој ви отворил мала врата и сега вие сте љути дека некој друг ја прочитал малата врата. И знаете како? Тоа е навреда кон парламентот и кон она што овој парламент треба да го одлучи. Во текот на седницата можно е да се даде предлог за измени во редоследот и тој предлог се става на гласање без расправа. Денеска, како и предходните денови, Велјановски одбива да се исполни својата задача. Без расправа да ја стави на дневен ред. И на крај имаме блокирана држава, луѓе. Имаме држава во која Министерството за надворешни работи на овој премиер не ни дава податок дека избирале почесни конзули кои денеска се апсени за двојни убиства. И денеска молк на институциите, знаете зошто? Затоа што собранието кое треба да ја контролира владата е блокирано само за да не се стави крај на вечното владење на ВМРО-ДПМН. Благодарам. Господин Милошевски,